Ставаш голи и боси, волшебни палати има, секаде зграда до зграда, а сепак во многу земји некој за дом то пострада. Чудесни јадења има, јадења ум да ти зајде, а сепак во многу земји некој ни лепне ке најде. Али пиле трено, одајчето. Има некој внатре. Тој некој ќе го да прави свадба во нашиот клуб. Си прави свадба со умот. Ке биде весело. Да видиме кој е. Мајро само, не ми е жал пиле трено за одајчето. Вие втасавте, а? Тук ми е жал пиле трено за чекмежето. Тара. Изгледа да ви се допаѓа мојава музика, а? Музиката ни се допаѓа, ама вашата игра не. Да не сакате вака качена скала во уро да ви играм, а? Чкртала. Тебе изгледа не ти се допаѓа мојава уметност. Разбираш? Хајде, пушти малку музика, мајката. Некако ракава порно ми оди со песна. А работата треба да биде песна. Разбираш? Хајде, пушти ја касета. Хајде, чкрапни со чкрапалото и пушти музика. Хајде, бе! Абе, што ви е вам, деца, а? Јас сум ли крив што куќниот совет реши да ја бојади со скривница, а? Куќниот совет или председателот? Куќниот совет или председателот? Мене не ме интересира дали куќниот совет или председателот. Мене ме интересира кој ќе ми плати, ништо друго. Аха, ќе ви плати на куково лето. Ќе плати! Ќе плати или Оро ќе заигра овде на скалава, јашко велам. Вие треба да се договорите прво да ви плати, а потоа да ја бојдесувате. Деца, ајде гледајте си е вашата работа. Ајде одете работете. Ајде, оставите ме мене да работам. Ајде. Сега гледаме ние нашата работа, ама гледаме и вие како ја уништувате нашата работа. Ја уништувам, а? Чкртало, јас не знам да цртам како татко ти. Јас не сум академски сликар. Јас сум си молер. Јас знам да молерисувам. То што знам, тој ќе си работам. А вам, ако ви е грижа, одете и жалете се. А јас ќе си молерисувам. Тиарарира, рарарира, Желете да се договориме. Мораме веднаш да го спречиме од тиниот и да сите цртежи. Да го спречиме, но како? Нема да се тепаме со него. А да ја почнеме приредбата веднаш? Ќе собереме што повеќе деца, меѓу нив не ќе може ни да мрдне, а не да бојадисува. Да, ама приредбата ќе заврши, што потоа? Потоа ќе видиме, ќе викнеме некој од станарите на помош. Пепи, викни го татко ти. Татко ми не е плашило. Не е плашило, ама ќе го убеди некако. Ајде. Јас отидов по пејачите, а вие по деците. Ваш, ајде. Кај сте запра? Ти пак да не ја палиш глава? Браќа, подгответе сцената, почнуваме веднаш. Ајде. Што е ме нови? Кој знае што е? Нешто се случува, ама што? Еве што се случува. Добар. Со вас ќе ми биде денот добар. Вас ли ме пратија сега овде да ми прачите, а? Не. Ние само така наминавме. Бате, да му ги извадиме пушоните? Немој да чепкате нешто во струјата. Оти во темница не чеглам по когомалам, па може некој да си го крка. Разбирате? Ајде ние да ја подготвиме сцената. Диме, каде е штафелајот за првата песна? По штафелајот може да чкртате колку сакате, а под зидовите никако, разбирате ли? Абре, деца, да не спремате некој мајтап вие со мене? Не, чичко. Во првата песна од денешната програма се пее за еден сликар. Па се договоривме да подготвиме штафелај. А добро, не можете некоја песна да спремите и за мене, а?
Имаме. Како не? За вас специјално ја подготвивме. Па ајде, пуштете да ја слушнам, ајде, пуштете! Чекајте прво да дојде публиката, па ќе чуете. Ајде, влегувајте. Варо сам ја овде сега. Ки дојде. Море, деца. Чекајте да слезам, деца, чекајте, полека. Сега за сега вие победивте, признавам, готово се повлекувам. Ама ако јас имам време, ќе си почекам. Не берете гајле. Кога ќе заврши приредбата, јас пак ќе почнем да работам. Оти сега таман ми е време за пауза. И јас да почнем малку да одморам. Пепи, од татко ти. Ете како што гледате, кај нас нешто моле рисуваат. Но не по наша вина. Јас сепак им се извинувам на другарчињата, чии цртежи се премачкани. Иако за некого тоа се обични чкртки мртки, за нас не се. Посебно затоа што никогаш не се знае дали од некој обично чкртало ќе стане голем и славен сликар. А токму за еден таков мал сликар, а голем талент, ќе стане збор во нашата прва песна. Песната Чкртки мртки и Талеска Тереза. Деца, камо песна за мене, каде? Климе, каде песна? Сега е наред песната за вас. Хајде да ја чујам. Хајде да видам што песна сте ми стоквиле. Хајде викни ја, хајде. Па не знам дали е баш за вас. За него, му ја ветивме. Добро, тогаш нареде песната Мативода. Мативода, така ти за мене бе, Климе,
Добро, ќе те начекам ја. Не бери гајле, ако. Добро бе, ајде мајстор. Абе зашто те плаќам јас тебе? Да работиш или идеш и да ми идеш? Абе чекај. Ама нема што да чекам. Чекај. Стој да чекам јас. Пауза. Ти на работа имаш пауза? Еве јас имам пауза. Седни да ти кажам нешто. Ама седни. Ама нема што да седнеш, нема што да ми кажеш. Има да ти кажам колку ти кажам. Седни. Слушај, председател. Знаеш ли ти дека децава биле супер? А ние сме заптале да ги бојадисуваме џидоје, да ги пачаме. Не! Џидоите мора да се бојадисуваат и точка. Абе добро, и тие тоа го вела дека мора да се бојадисуваат. И тоа вела дека не заради тоа што дека председателот сака да се бојадисуваат џидоје, туку само заради тоа дека така мора да биде. Епа, ако мора. Слушај да ти кажам, сега пред ти да влезеш, тие за тебе велеа дека си супер човек. Ај. Да. Да. Знаеш дека има ти песна стокмено за тебе? Ајде. Да. Ама специјално. Ахме, не сте морали тоа. Мора за председател. А за мене велиш? Да, специјално за председателот има стокмено песна. Сакаш да ја чуеш? Еве сега ќе ја чуеме. Ајде, моме, ајде да ја чуеме песната за председателот. Ајде. Добро, и да не повторувам, насловот на песната веќе го чувте. Уште да слушнеме кој е интерпретаторот. Елена Трајковска. Владо Ѓорѓиевски. Значи, Елена и Владо и песната посветена на нашиот председател. Мати вода вешто мати се што ќе фати. Се ќе најде добра згода, за да мати вода. Само деме, само шарам, мене тебе да не скарам. Ај ќе стави подла рака, да прави како сака. Нека мати, да ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Нека мати, да ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Нека мати, да ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Нека мати, да ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Мати вода вешто мати се што ќе фати. Се ќе најде добра згода, за да мати вода. Само деме, само шарам, мене тебе да не скарам. Ај ќе стави подла рака, да направи како сака. Нека мати, но ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Нека мати, но ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Нека мати, но ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Нека мати, но ќе свати, што ќе свати, сам ќе плати. Што ќе свати, сам ќе плати. Добро. Многу ви благодарам за песната. Многу сум ви благодарен. Јас ке ви спремам нешто вака специјално. А те, молериште, мислиш дека си единствениот молер во нашава населба, а? Добро, барем, знам дека ти си единствениот мактиво да во населба. Многу интересно. Кога сме веќе кај матењето и мативодата, време е да дознаеме како настанало името на едно познато одморалиште на Преспанското езеро, името Асамати. Тоа низ песна ќе ни го одгатне Кристијан Смилевски.
Колега, овој вандализам, твое дело ли е? Не знам на што мислиш, колега. Јас во уметнички правци и кривци не се разбирам баш многу. Сега навистина ме разочара. Страшно ме разочара. Ајде. Абре, видиш во што е работата. Малку председателот. А малку и занаетот ми е такво. Штом че видам негде чкртаници, нешто ме тера одма да ги премачкам. Да ги обелам, разбираш, да ги обелам. Ама се разбирам, јас тебе само разбериме и ти мене. Ние уметниците, кога ќе видиме такви беланици, имаме потреба да ги шараме, да ги исполниме со некоја своја содржина. Толку ли сме спротивни, бе, колега, бе, Епа, не сме толку спротивни. Еве, например, ти кога ги мешаш боите, кога правиш нијанси, кога сакаш да биде педантно, убаво направено, тогаш тоа е уметност. Има и меѓу нас такви што повеќе прават чкртаници отколку уметност. Арен ни е муабетов, колега. Епа сега, ништо не ми останало друго да си го приберам алатот и да си одам. Браќева ќе го приберам. Нема проблем. Тие јонака го отвораат и го затвораат твојот подрум кога ќе им текне. Само кога ни требаат бои. Така ли, мангупчиња едни, а? Ако. Терајте си. А за овие цртежи ве извинете. Туку вие ќе си направите поубави. На бела основа, колега. Ајде, деца, здраво! Супер е! Епа, другари, изгледа пак успеавме да го спасиме клубот. Да, додека не им текне нешто друго. Таков е животот. А ние продолжуваме понатаму со нашата програма. Знаете ли вие кој меѓу луѓето најмногу дига чалами и најинтересно се фали? Што пак ли песна со рибари? Да, но овој не е како другите рибари. Верували или не, ова е искрен рибар. Секако што било, ќе ни каже рибарот Симон Трпчески. Тука сме со уште еден чалам, уште една голема лага. А нема кантар, нема ни вага да измери таква лага. Вака немерена ќе ни ја сервира Александар Краповски.
бидејќи скоро се во ова досега беше лага, наредена е големата вистина на светот. Оживување на кукли и Аце Абракадабра. Абе, Аце, каков ти овој начин на оживување? Никаков. Повеќе ми личи на омртвување. Извинете, другари, не сакав. Сцената веднаш ќе ви биде готова. Да, ама за малку и ние ќе бевме готови. Добре, што сме веќе тука, ајде да почнеме. Ајде да почнеме. Леле, мајко, каква слика! Бикот заклан, ушите рика? Ајде, се доста шега, каде биде бик ти сега? Па во оваа проста рамка има само една дамка. Нема жврска, Васе, седи! Ова платно, пари вреди. Какви пари, жити тетка? Ми удира шта се четка. Не бре, еден такво платно бело продал како ремек дело. Да? Го нарекол свет во црвено, го купи едно гровче здрвено. А твоево платно рика, ова ти се вика слика. Во музеи ќе ја стават, тебе вечно ќе те слават. Зошто мене таква чест? Оваа слика му припаѓа на мојот пес. Ова не е слика моја. Джеки ја истори кофата со бое. Се ми платно стави рамка, шлакни една дамка, со црвено мрсна боја, и за миг ке станеш гоја. Ако сакаш слика таква, да пе брцни една метла. Ако пак ти фали слава, пикни капе цела глава. Од ја тогаш и од Пиза ке се прли Мона Лиза. Таси и Васе ми се наинтересниот се. И мене, иако не разбирам како оживуваат. Прашај го Аце. Не кажу, ако ќе дознам сам. Ахан, така се дознавало, бе, тоа е магија, бе, еј, трик. Мора да е трик. Сигурно има врска со паѓањето. Глупости, друг пат оживували без паѓање. Може би тогаш им се заканувал дека ќе ги фрли од високо. Забележа дека оживеа пред да рече абракадабра? Те. И вети ги тебе, бе, Климе. Ако мислиш дека можеш да ги оживееш, повели. Немој, ти тој на вистина ќе не фрли од високо, толку му чука. Немој. Нема, не грижете се. Ке видовам ја секому. Ете, тоа беше се за денеска. И многу ви благодарам за помошта, другари. Мислам, што се собравте толку многу и што ни помогнавте да го зачуваме клубот. Нема проблем, ако треба и друг пат тука сме. За сега е добро, но што ако председателот изнеми други, моле? Нема проблем, татко ти сите ќе ги направи сликари. Ние сме овде да ги шекнеме, да не знаат да држат четка. Како и да е, денеска заслуживме петка. Је!